Почитуван градоначалник на општина Пробиштип, Драган Анастасов, почитувани гости од Република Словенија, државен секретар во Министерството за финансии на Република Словенија господин Метод Драгоња, почитуван директор на Центарот за меѓународен развој и соработка господин Клемен Потисек, Ваше високо преосвещенство митрополит Прегалнички господин Иларион, почитуван заменик председател на владата Кочо Ангјушев, почитувани собственици и менаџери на Искра кои што работе овде, почитувани советници од Советот на општина Пробиштип, драги сограѓани, денеска присутни овде, градоначалници од соседните општини, представници на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Дозволете прво од наше заедничко име да го поздравиме и амбасадорот Јазбец, кој што беше заедно со нас, обезбедувајќи ги сите овие неопходни средства и политики за да уште еднаш се потврди пријателството помеѓу Република Словенија и Република Северна Македонија. Секогаш со посебно задоволство ги прифаќам поканите да бидам дел од настани и свечености кои во фокусот ги имаат граѓаните на нашата земја. Настани кои промовираат проекти, кои произлегуваат од највисоките приоритети на владата, секако и на локалната самоуправа. Проекти кои обезбедуваат подобар, поквалитетен живот на граѓаните, проекти кои отвараат перспективи за идните генерации за секоја заедница. Денеска сите заедно сме дел од еден таков настан. Свечено ја означуваме успешната реализација на ревитализацијата и автоматизацијата на постоечките објекти за снабдување со квалитетна и здрава вода за пиење во општина Пробиштип. Дополнителна вредност на овој проект е тоа што тој е реализиран со помош и поддршка на народот на Република Словенија, наш голем пријател, наша голема поддршка и пример како треба да ја развиваме нашата земја на патот кон Европската Унија. Моја должност е да изразам мојата огромна благодарност и благодарноста на нашиот народ до граѓаните на Република Словенија, до владата на Република Словенија и Словенечкиот центар за меѓународен развој и соработка за донацијата од 600.000 евра на овој прекрасен проект. Тоа е израз на сестродна и континуирана поддршка на Словенија за нашата земја. Тоа е признание за нашата посветеност да негуваме проекти од врвен интерес за граѓаните во локалните заедници. Тоа е мотив да истраеме на тој пат, зашто посветеноста на остварувањето на потребите на граѓаните го учиме од земја која најдобро го прави тоа, Словенија. Од земја која ни го стави на располагање буквално целото свое искуство во нашите аспирации за членство во Европската Унија. Овој пат и нашата влада, владата на Република Северна Македонија учествуваше во поддршка на проектот со свое учество од 600.000 евра и тоа е уште еден израз на вистинската посветеност на владата да го помага и поддржува развојот на општините, на локалните заедници. Со намера оваа поддршка да добие уште потврста системска структура. На една од последните седници на владата донесовме одлука за формирање меѓуресорска група задолжена за обезбедување на натамошен квалитетен развој и имплементација на севкупниот процес на децентрализација на власта, како и на сериозно јакнење на рамномерниот регионален развој. На овој крај од нашата земја тоа и како му треба. Почитувани, денеска имаме уште еден повод да се чувствуваме свечено и исполнети со задоволство. Уште еден убав пример за заедничка соработка и поддршка помеѓу Република Северна Македонија и Република Словенија. На неполни 2 месеци од нашата посета, официјална службена на Република Словенија, објавивме компанијата ТАП-МАК ја соопшти својата одлука да започне нова инвестиција. Денеска ќе искористиме приликата и да ги посетиме капацитетите на словенечката фабрика, која од 2012 година, кога влезе на нашиот пазар, е еден од најголемите работодавачи во нашата земја. Бројот на вработени, граѓани од Пробиштип и околните населени места сега изнесува 440, а со дополнителната инвестиција во висина од преку 20 милиони евра за реконструкција и проширување на капацитетите на компанијата, според најмодерни стандарди, ќе бидат отворени дополнителни 90 работни места до крајот на 2022 година. Станува збор за компанија која за нас слободно може да биде пример за сите идни инвеститори во Северна Македонија, која на најдобар можен начин ги користи придобивките од програмите на владата
за поддршка на инвестициите. Станува збор за една од најбрзо растечките компании со странски капитал во нашата земја и за тоа најдобро говорат следните бројки. Табмак произведува широк спектар автомобилски и камионски акумулатори и од 77.500 парчиња во 2012 година ја достигна бројката од 1.220.000 во 2018 година. За оваа година е планирано да бидат произведени 1.700.000 парчиња. По завршувањето на новата инвестиција, следната година, компанијата планира производство од 3 милиони акумулатори. Сличен е трендот на раст и на тракцијските келии, кој Табмак започна да ги произведува во 2014 година. Годинава се планира производство од 360.000 парчиња, а по завршување на инвестицијата планирано е 960.000 парчиња годишно. Станува збор за компанија која максимално ја почитува врската да создава услови за профит, но и за општествено одговорна компанија која се грижи за животната средина и за безбедноста и здравјето на вработените и за нивната мотивираност. Со овие своји политики компанијата е значаен партнер на општината и на граѓаните од регионот. Почитувани, во име на овие успешни и значајни проекти што не собраа денеска во Пробиштип, уште еднаш од мое име и од името на целата влада изразувам честитки и силна поддршка за сите понатамошни потфати на општината и на компаниите во интерес на граѓаните на општината, регионот, државата, но и меѓусебната соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Словенија. Нека е честито и со здравје да се користи здравата вода за пиење.